Ова е куќата на Мухарем Сали, кој живее во населбата Сахат Кула во Скопје. Куќата е изградена во 70-тите години како последица на земјотресот, ѕидовите и прозорците се многу оштетени. Сали вели дека е очаен и разочаран бидејќи неговите деца и сопругата стравуваат да се вратат дома. Чаточка е падала, но кадишкам откаду четарувна вода. Не знам што друго да кажам. Децата не сакаат да се вратат дома. Куќата се тресе. Кој може да ми помогне? Нека ми помогне. Децата ми секај нивниот чичко. И тој нема, не знае што да им прави. Додека е лето ќе ги прими, а за во зима не знам. Мухарем е невработен и пред неколку месеци добиваше социјална помош од државата. Вели дека е во тешка состојба бидејќи никој не му нуди работа. Се надева на помош од хуманите луѓе. На властите не им верува. Од општина Чаир, каде што тој живее, велат дека комисиите за проценка на штети од земјотресот се на терен. Генералниот секретар на општината Рами Керими вели дека освен контролата за случајот на Сали треба вештачење и од Сеизмолошката обсерваторија. Од првиот ден сме на терен и досега се проверени над 120 објекти. Од нив утврдивме околу 50 објекти, односно над 63 оштетени објекти. За жал во Чаир има многу стари објекти, изградени можеби повеќе од 60-70 години. Има објекти кои се постари и од 70 години. Кај некои од нив утврдивме релативно големи штети и тие мора да се проверат и од Сеизмолошката обсерваторија. Од таму за телевизија 21 велат дека бројот на објекти од јавен интерес е околу 150 до 170. Од нив оштетени се 23 градинки, 32 основни училишта, 14 средни училишта, 9 здравствени установи. Кога станува збор за индивидуалните објекти, според Сеизмолошката обсерваторија пријавени се околу 2500. Граѓаните имаат можност да ги пријават штетите на телефонскиот број 195.